Мигранти, избори, застој во реформската агенда, СДСМ како да се претвори во центар за креирање на лажни вести. Нема некоја поголема афера која не добила силен демант. Последната од низата е најскандалозна. Демантот пристигна од никој друг, туку директно од Европската Унија. Се работи за целосно различни програми. Сите земји во регионот ниту имаат ист капацитет, ниту исто сработуваат. Ако ние имаме простор да заработиме над 200 милиони евра да добиеме од Европската Унија, а сме добиле само 60, воопшто не е битно дали некоја друга земја има повеќе или помалку од нас. Ете, тоа е суштината. Ете, тоа е суштината на пропагандата и лажните вести. А која е реалноста, Европската комисија испрати една од најпозитивните пораки за Македонија во последните години, оценувајќи дека земјата покажува сериозен напредок во спроведувањето на реформите, поврзани со Европскиот план за раст за Западен Балкан. Таа практично е издвоена како една од најподготвените партнери во регионот, кога станува збор за исполнување на реформските обврски и користењето на европските фондови, за што се одобрени и 65,7 милиони евра, а не е само Европската комисија. Сличен демант добија и од Велика Британија, темата мигранти, за која СДСМ тврдеше дека во мајки имало огромен бран. Дали ќе гледаме центри за мигранти на секаде низ држава, во сите општини и во сите градови? Дали ќе дозволиме така наречените патриоти од ВМРО ДПМН да претворат Македонија во мека за мигранти, додека исто така од странски медиуми дознаваме дека околните земји овој предлог експлицитно го одбиле. Мај дојде и замена од мигрантите ништо. СДСМ говореше дека постоел некаков договор, што беше демантирано од британскиот амбасадор Метју Лосон, кој кажа дека немало никаков договор за примање мигранти за пари. И не се само мигрантите, никаде ги нема ни предвремените избори, кои за оваа пролет ги најавуваше Филипче. Мицкоски е во тесно, му се брза и бара аливи за распишување на предвремени избори. Ова што се случува е сценарио кое што е смислено уште лани, кое јас и СДСМ го разоткривме и јавно го говориме повеќе од 2 месеци. Предвремени избори, па мигранти за пари. Пролетта помина, изборите ги нема и се поизвестно дека тие ќе бидат редовни во 2028-та. И не се само демантите. Филипче како да има проблеми со реалноста и тоа на најболната точка Бугарија. Освен што како папагал повторува бугари во устав, тој отиде понатаму и тврдеше дека Софија не го негира македонскиот идентитет. Ние никаде од Бугарија не сме слушнале дека го негира нашиот идентитет. Ниту пак нешто е направено во време на владите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, со цел и резултат да се загрози нашиот национален идентитет. Ние имаме една работа и се знае кој е патот напред и што треба да се направи со цел вистински да започнат реформите и со цел вистински да практично продолжи патот на евроинтеграција. А тоа се уставните измени. Тезата на Филипче и СДСМ дека само бугарите во устав ќе значат непречен пат на Македонија кон ЕУ, пред неколку години беше демантирана и од тогашниот претседател, сега премиер на Бугарија, Румен Радев. Тој кажа дека уставните измени се само една од работите кои Македонија ќе мора да ги исполни, со цел да не добива вета од Софија и во иднина.